Во случајот со Охрид, мислам дека ситуацијата е малце комплицирана и дека голем број од луѓето всушност не знаат дека самиот УНЕСКО како организација има 3 оски. Едната оска е за природно наследство, едната е за културно наследство и посебна оска за нематеријално наследство. Во случајот со природното и со културното наследство, некој пат тие оски се мешаат и настанува така нареченото мешано наследство, во кое што всушност е впишан и целиот наш Охридски регион, значи 3 општини: Охрид, Струга и Дебарца. И тоа е особено важно од причина што само 26 локации во светот го имаат овој статус на мешано наследство. А тоа е многу важно бидејќи како прво големата важност на УНЕСКО е затоа што кога ќе постави еден елемент или еден тип на наследство на некоја од овие листи, го валоризира во светски рамки. И со самото тоа му го подигнува статусот, а и свесноста и кај државата, и кај локалното население, но и во светот за вредноста на тоа наследство.